Ликовни дела создавани во изминативе 2 години ќе се најдат на изложбата на академскиот графичар од Тетово Ивана Настески. Таа заедно со нејзината колешка Ивана Стојановска Станковиќ од Скопје ќе представат дел од своето творештво во куќата на Робевци во Охрид. На што се заснова концептот на оваа изложба? Тематиката на оваа изложба овој пат се заснова на галаксијата, универзумот, сонцето, звездите, месечината и соларните тела, при тоа поврзувајќи го минатото, односно онаа првична тема или оној првичен концепт од праисториските знаци и символи. Значи, истите провејуваат и низ овој циклус, кој што всушност е создаван во период од 2012 до 2014, што значи нешто што е најсвежо од мојата работилница, односно ателје. Се работи за слики и за графики кои што кои што се технички апсолутно различни. Сликите се акрил на лесонит, додека графиките се во скоро сите графички медиуми, од бакропис, акватинта, сува игла, линогравура. Меѓутоа се обидов да направам еден спој на истите, заради тоа што и тематски провејува истата тема и кај едните, и кај графиките, и кај сликите. Се случува нешто интересно, се спојуваат двајца графичари, две графичарки во една заедничка изложба. Стојановска Станковиќ подготвува филигрански накид, кој како што вели, секогаш асоцира на традицијата и некое минато време. Каде ја најдовте заедничката нитка која овој пат ве поврза за да направите заедничка изложба? Со мојата колешка Ивана Стојановска Станковиќ се познаваме уште од студентските денови на Факултетот за ликовна уметност Скопје и уште од тогаш ние навистина планиравме заеднички да излагаме некаде заедно, заради тоа што не само што сме две Ивани, туку и двете сме графичарки. Меѓутоа соработката дојде овој пат и тоа не случајно, туку заради тоа што имаме една комплексна ситуација која што сама по себе е многу интересна и интригантна. Ивана од една страна го обработува иако графичар, го обработува и до перфекционизам го работи накитот, меѓутоа филигранскиот дел од сребро и од полудраги камења, додека јас графиките и сликите од друга страна. Меѓутоа нитката, односно таа фина симбиоза не спојува во она место што се нарекува традиција и минато, односно поврзување на традицијата, антиката, минатото до ден денеска, што значи дека ако немаме, односно ако го немаме она минато, она богатство и таа традиција што не спојува, не би ја имале и оваа наша сегашност. Зошто Охрид и дали Тетово ќе може да ја види оваа изложба? Ние две неслучајно го одбравме Охрид, заради тоа што Охрид всушност представува и лулка на нашето културно минато, нашата традиција и нашата антика воопшто. И покрај сите негови локалитети, цркви, таа прекрасна извонредна охридска архитектура, а особено и заради галеријата Куќа на Робевци Охрид и тој убав простор. Значи сето тоа е неслучајно одбрано да може некако да се поврзе таа убава традиција, значи на нашето минато со Охрид и така натаму. Се надевам дека тетовчани во блиска иднина ќе може да ја видат оваа интересна поставка која што всушност представува еден убав спој, една фина симбиоза на она што значи минато и она што значи сегашност. Изложбата во куќата на Робевци во Охрид за Ивана Настески е само уште една успешна приказна која води кон нејзиното презентирање на домашната и меѓународната сцена. Отворањето е в петок на 2 мај во 20 часот.